и знамето да и го поганат. Што се гладивте туѓи вазали да бидете, и ја оставивте државата на милост и немилост, без име, без знаме, без закон, без круна, без престол и без цар. Што ќе е следниот чекор што Западот и го спрема на Македонија? Не смееме повеќе да чекаме, зашто немаме многу време. Не само денот, туку секоја минута и секунда е важна за Македонија. Подхитно мораме да најдеме добар, ама навистина добар адвокат, а за тоа мислам може да ни помогне и да го пронајде само нашиот кој е многу способен адвокат Крис Палиера. Но за тоа треба и голема пара. А како ќе се најде? Најпрво, Human Rights, со за мене многу почитуваниот Бил Николов, исто така од UMD Мето Колјовски, Организацијата на обединети македонци со Драги Стојковски и сите председатели на црковни општини, заедно со свештениците и владиците од Америка, Канада, Европа и Австралија, се здружат и ја тужиме Америка со НАТО за тоа што направија во егејскиот дел на Македонија. Мора да се тужи Германија, Англија, Франција, па до некаде и Русија, иако денес не е истото, но да се тужат кога во Букуреш ја поделија Македонија, да се тужи Америка со НАТО и Европската Унија што насила без одобрување на македонците ни го променија сега името и историјата заедно со криминалната влада на муртинецот Зоран Заев. Како што реков, за ова ќе треба и дебела пара. А како ќе се најде? Ние во Америка, Канада и Австралија имаме толку многу богати македонци, што сега може тоа да го покажат колку си ја сакат Македонија. Знам дека многу почитуваните мои Коста и Лена Стенвик ќе бидат меѓу првите што ќе одвојат најмалку 1 милион од нивниот буџет. Се надевам дека такво нешто ќе направат и фамилијата Битови, па фамилијата на Илич во Детройт, како и многу други богаташи македонци во светот. Ако новините пишуваат колку бил богат Илич од Little Caesar или пак било кој од македонските богаташи, овде сега би сакала да знам колку е богато и дарежливо во нивното срце, зашто се работи за опстанок на македонската нација и се што е македонско. Почетокот ќе биде навистина тежок, но не смееме да се предадеме. Мораме да истраеме. Мораме да се здружиме со другите држави за Human Rights, кои се исто така понижувани, уценувани и сите заедно да застанеме пред железните врати во Страсбург, пред судот на неправдата или честа. Се надевам дека овој мој малечки и треперлив глас ќе допре до ушите на македонските богаташи и ќе размисли подлабоко за да помогнат во решавање на ова наше македонско прашање, каде сите тие држави ќе бараме да бидат казнети не со милиони, туку со билиони евра, но и враќање назад на деловите на Македонија кои ни беа одземени во Букурешт во 1913 година. Ве молам, земете го ова во предвид. Пак ќе речам, за Коста Стенвик убедена сум дека ќе помогне. Меѓутоа за Битов, Илич и други побогати македонци, не дозволувајте само да ги прашате, туку да бидете упорни, доколку сте блиски со нив, па ако е потребно и писма ќе им пратиме и да не застануваме се додека не дадат финансиска помош за да се плати адвокатот. Со тоа ќе имаме јасна слика како црно и бело. Знам дека ќе има и помали фирми кои ќе дадат по 50, 100, 200, па некои можеби и 500.000 долари, а ние по сиромашните барем можеме да дадеме од 500 до 1000 долари. Ве молам, време за чекање немаме. Јас како единка не можам да направам отколку Human Rights, UMD, Обединети македонци и председателите на црквите ширум светот. Се надевам дека овој мој коментар добронамерно, но многу повеќе сериозно ќе биде прифатен од сите вас и веднаш да се отпочне со акција. На крај, дозволете ми да ви го честитам празникот 8 септември, денот на осамостојувањето на Република Македонија, за да следниот 8 септември донесе видни резултати за кои сум сигурна 100%, зашто на наша страна е, ние одиме со вистината, зашто победата ќе биде, како што реков, на наша страна, а за тоа имаме со илјадници факти. Честит празник и вековит нека ни биде 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, мили мои македонци.
И ете, полека, почитувани сонародници, се наближуваат последните 9 минути и 20 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија. Па вечерашното дружење со вас нека биде со голема благодарност за вашето ценето внимание. Посакувајќи ви пријатна седмица со честитки за празниците Свети Фанури, кој е на 9 септември, а на 11 септември Свети Јован Црни, на тежок, на вистина посен ден, празник, кога не се работи, како што велат старите, не се пери, не се шие, но истовремено и оние кои ги носат тие имиња, нека им се честити вечни. А јас уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето ценето внимание со порака, но и добра мисла за сите вас да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101,3 FM, кога повторно со убава песна и збор ќе ги затоплиме вашите домови и ќе ги разведриме вашите срца, а идната недела ќе дадеме профил на нашата позната куварка меѓу нас, Марија Ангелеска. Од студиото на Глас од Македонија, добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.